Почитувани мои, добро утро и поздрав до утринската програма на Сител телевизија Сакам Македонија. И овој пат екипата на моје село се наоѓа на терен. Овој пат сме во селото Чарлија. Селото Чарлија се наоѓа на северниот дел на Битолското поле, поточно во средишниот дел на територија на општина Могила. Долна Чарлија е село кое на север граничи со Горна Чарлија, а на југ граничи со Радобил. На неговата западна страна се наоѓа реката Црна. Рамничарско село на 600 метри. Главна селска слава во селото Долна Чарлија е Свети Димитрија. Нека ни е напомош и за многу години. Екипата на моје село знае токму кога и да дојде. Ве поканувам да го погледнеме село Долна Чарлија одблизу. Моје село, Миле Талески, Долно Чарлија. Миле, добро утро и добар ден. Добро утро. Добре дојдовте во нашето село Долно Чарлија. Ние имаме уште едно село, Горна Чарлија. Нажалост, што таму нема постојани жители. Меѓутоа, се обработува земјиштето што и таму. Долно Чарлија се занимава со земјоделие исклучиво. Има сточарство, има и ситен добиток овци кои екзистираат. Неколку фамилии и од овците, да речем, како гранка. Претежно е ова подрачје земјоделско, се произведува исклучиво пченица, јачмен, пченка, сончоглед. Така, Миле, има доста. Земјоделието е главна гранка на селото, главна гранка е. Ти со што се занимаваш? Јас со земјоделие се занимавам, пченица, пченка, јачмен, сончоглед, таква работа, градинарски работи колку за домашни потреби. Така, имаш бајги земја? Па имаме некаде околу 6-7 хектари што се останати од родителите и обработуваме таа. Имаме трактор, механизација. Така, со години си од Долна Чарлија. Да, јас сум тука роден, тука живеам. Така се занимаваме со. Мора така. Имаш доста берекет од тие 6-7 хектари, како? Си задоволен од почвата? Па, види се. Нормално така треба да му посветиш внимание, навреме се да биде обработено. Сега према годината добро беше, годинава беше добар родот. Се откупе, да речем, пшеницата. Добар беше родот затоа што се погоди времето добро, не? Така. Ова поле тука нема систем. Нема систем за наводнување, да, немаме систем за наводнување. А родна почва е, многу убава земја. Да, значи да имаше систем ќе беше подобро, не? Нормално се имаше пролетните култури, пченката ќе беше повеќе застапена. Поголеми приноси ќе имаше. Така е тоа. Миле, денеска е голем ден, нека ни е напомош. Свети Нестор, така? Свети Нестор, да. Денес е празник на селото. Ова е Панаѓур. Го одбележуваат сите. Така се вели денеска, Панаѓур, празник на селото. Панаѓур. И повелете на славата. Во секоја куќа ви е отворено. Повелете кај нас. Така е, ти благодарим. Миле, ти благодарам за разговорот. Моје село. Разговарам со Борче Ацевски, член на црковниот одбор од село Долна Чарлија. Борче, добар ден. Добар ден и добре ни дојдовте како екипа од моје село на Сител телевизија. Голема благодарност до вас и до екипата и до уредникот што навистина ни е чест и задоволство до сега како никогаш да го представиме нашето село, село Долно Чарлија во некој си подобро светло. Така, ви благодарам. Така. Борче, денеска е голем ден, нека ни е напомош. Да. Денеска ни е селска слава, Панаѓур, како што викале на времето. Во слава и чест на овој убав храм, живописен, фрескописен,
што се грижиме за него колку што можеме, може да видите и во двориштето, помошните објекти, тремот, капела имаме направено и многу работи што се како потреба, реквизити, све што треба, што се како потреба и како што му личи на еден православен христијанин за сите обреди во верата. Борче, не само од црквата. Ајде прво ќе почнеме од црквата. Гледам доста среден е дворот, црквата, значи објектите околу црквата. Може би нашата црква е една од помалките цркви што располага со обработливо земјиште кое што луѓето го давале, како што викаат некои од што си имале проблеми, да речеме, за здравје, секој со своја мака, поклонувале земјиште и во времето уште на османлиското робство селаните сакале кои заминале, да речеме, османлите од тука, кои напуштиле нашата држава, па и Балканот, во глобала, останало земјиште и земјиштето го разземале, значи тогаш било, како што викаат, пашибузук. Да. И еден дел, благодарение на тогашните жители, Бог да ги прости, ете му посветиле, му подалиле земји на црквата, па во времето после на аграрната реформа тоа се одзело, па сега по пат на денационализацијата, исто тоа земјиште, благодарение на парохискиот свештеник и владиката, потегнавме ние како црковен одбор и тоа земјиште го вративме. Денес мислам дека отприлика се ја карикирам, околу 70 погони или 140 декари отприлика обработливо земјиште црквата наша поседува како црковен имот. Собственост на црквата наша. Што тој имот се разбира Тој имот ние не можеме да го работиме како црква, треба голема организација, понекогаш обработуваме мал дел како помош на црквата, меѓутоа по потребите на мештаните, на нас селаните, го земаме под хирија, под закуп, под наем, по пат на лицитација. И тоа е многу добро направено. Многу добро, многу му помага на селаните. Имаме семејства што имаат мали површини на земја, а имаат повеќе членови во семејството, а тука екзистира, ние претежно нашето село екзистира од земјоделие. Многу мал дел се вработени и така, на земјоделието тука, сточарство, крупен, ситен добиток, ама ситниот добиток полека исчезнува и добро, Долна Чарлија сепак има. Да, имаме живот, инфраструктурата ни е на добро ниво, имаме, значи, нормално за електричната енергија не ќе да споменувам, тоа е веќе срамота да ја немаме. Имаме водоводна градска мрежа, имаме асфалтни патишта и тие што не беа направени помеѓу, да речеме, помалата се направија со училиште имаме во многу добра кондиција, многу реновирано, реставрирано, направено. Имаме и добри домаќини. Имаме. Добри домаќини. Имаме, навистина, не сум знаел Долна Чарлија, сум за прв пат. Имаме добри домаќини, имаме угледни граѓани, имаме во општеството, имаме адвокати, имаме директори, се имаме. Борче да го пофалиме црковниот одбор. Да, црковниот одбор. Некогаш по старите, сега и по младите кои што се фатија здраво. Да, секоја чест за поздравување. На црквата е среден. Значи се е обновено, се е реставрирано, дури и нови објекти се направени за потребите на црквата и така. Останува уште камбанаријата во иднина, така вела. Ќе се направи со Божја промисла, слава му на Бога и тоа ќе се направи. Црквата наша е богата, значи се богата. Има пари, има дотур на пари, се збираме тука секогаш на слави, на се прават, значи свадби, крштивки. Борче, би те прашал, дали имаш сознание колку било мештаните, колку било народ во минатото во цело Долна Чарлија? Вака сега. За жал со белата чума, знаете сите, меѓутоа да почнеме како од некој си почеток, од кај што јас имам црпено некои податоци, некои записи имам што имам читано, дека ова село е рамничарско село. Рамничарско село е и спаѓа во централниот дел на Пелагониската котлина. Така. Сега по некои записи, јас што ги знам, дури во она далечната 1528 година, ова село, кога се населиле тука османлиите, кога паднала цел Балкански полуостров под османлиско робство, нели? Така и ова село тоа не го избегнало. Тука се населиле османлите како наи, значи нахија, како нахија, и ова село било под Прилепска нахија. Под Прилепска нахија. До 1548 месечи. Во 1500
68 година се откажала Прилепската анархија, тој што му бил таму султанот, да речеме, го споило во Битолската анархија. Зошто? Затоа што поблиску ни е градот Битола. Значи, нашето село од Битола е оддалечено 18-19 километри. Така, а паѓаме ние под општина сега Могила. Могила, така. Општина Могила ние на 6-7-8 километри, така, карикирам. Ете така, и во првично време овдека биле населени како работници по потребите како наемни работници. Како наемни работници на султанот, Башата и така натаму. Да. Овдека дури имаме ние и остатоци од камени градби на куќи, а во Чарлија нема камен што се вика да се одбраниш од... Да, има една тие рушија, куќа останата од агата. Тука живеел ага, значи после султан имало аги, па аги, не ага него Паша. Не паша, бек. Значи во оваа анархија, тука во анархија овдека беговите имале чифлици. Имале бек чифликс имал и дури записи јас како што имам прочитано, демек селото Чарлија било населено со муслиманско население. А никогаш селото Чарлија не било населено со муслиманско население. Тоа му било како изговор на османлите, знаеш со на јаничарите кои ги потурчувале, мислејќи дека и нашето село ќе го потурчат, меѓутоа фала му нив што не му дозволиле, отпор вршеле. Има џамија во селото? Не дозволиле, да. Не дозволиле и така селото наше е од секогаш чисто православно, христијанско православно население. Така. Во почетокот биле малку семејства, после се поделиле на повеќе, ама во нашето село има и дојдено од страна фамилии, како што е, например, мојата фамилија. Еве, јас лично да кажам, јас сум Борче Асевски, ме знаат мене како Мурговци. Мојата фамилија е Мурговци. Населени во село Долна Чарлија. Населени во Долна Чарлија. Од Бешишта, Мариово, најверојатно по моја претпоставка, пак карикирам, знаеш, тогаш имале расправи со беговите, таму ишли, му правеле насилства и бегале. Знаеш, бегале. Моите избегале еднаш во Врањевци, потоа во Трап, и од Трап во Чарлија наште прибежиште. И тоа оддалечна, да речеме, 903-та, 4-та, 5-та година, ние сме веќе тука на ова тло во Чарлија, во село Чарлија, до ден денеска, и мислам и понатаму да останеме на... Денеска има многу помалце народ, меѓутоа живо село. А иначе најбројно население овдека, најповеќе жители, имало после Втората светска војна. Дури броело селото 380 до 400 жители, над 70-80 куќи. Така, ама белата шума си го направи својато, си заминаа по странство, многу детни биле семејствата, повеќе детни биле, борба за живот, екзистенција, аграрна реформа после војната, и му го зеле имото, му ги делеле на кој што нема, и така, како сите, така и нас не опфате таа болест, што викаме, и во тоа време имало и потреба од школо, значи немаше школо. Па после првото училиште во село Долна Чарлија е позади овој тремот одека што го викаме црковната сала. Тоа било како прво училиште во времето на бугарската окупација. Бугари биле. После тоа дошле срби и после тоа дошле нашите кои дошле го направиле училиштето ваму на овој дел, поблиску да биде до Горно Чарлија, пошто Горно Чарлија не е соседно село, сега е исчезнато, ама за учениците да не му биде нив далеко, нови така, нашле како една средина и училиштето го поставиле таму. Училиштето и ден денес работи. Да, училиштето и ден денес работи, е активно и благодарение на уште една работа, да ја спомнам, знаеш, во сите села има повеќе беќари, кај нас беќарите за среќено 10 на 2-13 беќари се оженија од Албанија. Така? И тие невести ни донесоа што се вика радост во селото. Ни го збогатија, принови. Да, и имаме по 3, 4 па и 5 дечина имат. Нека ви се живи и здрави. Фала. И ќе му ги додадеме и нашите. И имавме ние пред 5, 6, 7 години тука до 30 на ученици, 40. А во времето јас го учев, и јас сум малце, може и по маладата, и по старата генерација, јас сум 60 годишен човек. Имавме 40, 50, 60 и 70, знаеш така. И сега, еве, пак и некој пат се осеќа, знаеш, си нарастуваат дечината. Пак уште еднаш ќе спомнам таа пелата шума, ама сега во кратки рамки,
Селоград. Да. Селоград. Селоград, И најголемиот зулум го направи Селоград. да, Селоград. Борче, за крај едно Тоа е. прашање. Името Чарлија. Името Чарлија како топоним е турцизам. Да. Е турцизам. Зборот чаир е турцизам. Така. Чаир е пасиште. Ева како шејат. Значи, можете сами со камерата да видите дека рамничарско чаири биде. И затоа тој што би бегот, тука ова е многу обработлива, лесно обработлива И богата. калорична земја, родна земја. Така. Е нашата земја и затоа тука тој се вселил, разбираш? И сега пошто имало многу чаири и За да се отправен знае. го завика чаирли, го завика. Чаирли и после тоа нашите, Да. знаеш, кога Чаирли, го записите, затоа и горна, се долна. да, чаирлија. Значи топонимот чаирлија потекнува од турскиот збор чаири, пошто имаме многу чаири. Борче, ти благодарам. Ништо нема проблем, мило ми беше и чест и задоволство што дојдовте да ме посетите. И вака во пократки рамки да ги запознаеме и оние луѓе што не го знаат ова село, можеби некој прв пат и го слушаат. Благословен нашиот Бог постоја до сега секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Идете да му се поклониме на Царот нашиот Бог. Придете да му се поклониме да паднеме пред Христос, Царот нашиот Бог. Придете да му се поклониме да паднеме пред самиот Христос, нашиот Цар и Бог, Богоспод ни се јави благословен оној кој доаѓа во името Господово. Богоспод ни се јави благословен оној кој доаѓа во името Господово. Богоспод ни се јави благословен оној кој доаѓа во името Господово. Сега ние грешни, понижни, да побрзаме пред Богородица, да пранеме пред неа во покаяние, извикувајќи од длабочината на душата, Владичице, милостиво помогни ни, побрзај, загинуваме од многобројните прегрешенија. Не одвраќа ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме единствена надеж. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме Твоите сили. Зашто ако Ти не стоиш на молитва за нас, кој би не запазил до сега слободни, да пранеме пред неа во покаяние, извикувајќи од длабочината на душата, Владичице, милостиво помогни ни, побрзај, загинуваме од многобројните прегрешенија. Не одвраќа ги Твоите раби празни. Чистителното дејство на предвечерната Троица на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас противнија дарујај и Твое сохрањаем крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојенство. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се. Отец Игор Велјановски, парохиски свештеник во село Долна Чарлија. Добар ден, за многу години, добро дојдовте. Чест и задоволство ние што не посетивте на овој денешен ден, на овој голем празник. Задоволство ние и убаво е што не посетивте. Свети Димитрија е главна селска слава, така? Да, значи на селото Долна Чарлија, селска слава, главна слава е посветена на светиот великомаченик Димитри. Исто така и самата црква е посветена на светиот Димитри. Имаме информации кон средината на 18-тиот век ова село немало сопствена црква и за потребите на сослужувањето, за црковните потреби, мештаните од Долна Чарлија оделе во соседното село, во селото Трап. Да.
Со зголемувањето на населението, со зголемувањето на православните христијани, самото село имало потреба од сопствена црква. Па така, во слава и чест на патрониот празник на селото Долна Чарлија, ја изградиле оваа прекрасна црква, нормално посветена на светиот великомаченик Димитри. Оваа црква е градена кон 70-те години на 19 век, односно поточно 1877 година. Точни податоци од кој е градена црквата немаме, но се предпоставува од сличноста на градбата, како еднокорамна базилика, односно црква, се предпоставува дека е градена од некој мајстор по име Ристо. Тоа како сведоштво, односно како некој доказ да речеме, го имаме исто така и од градената црква во село Радобор, која е тука во близина. Односно сличноста на таа со оваа црква се многу големи и на таа црква е потпишан баш мајсторот Ристо. Па од таа причина се предпоставува исто така дека и оваа црква е градена од тој мајстор. Исто така со самото градење на црквата почнати се да се цртаат фреските, фреско-живописот. Исто така и олтарот, кој ја одградува црквата од олтарниот дел, и се предпоставува дека е завршен фреско-живописот во 1891 година. Црквата е едно прекрасно здание, убава црква, еднокорамна базилика. Таа е 100 метра оддалечена од последните селски куќи. И тоа е. Да, гледам фреските се обновени, така во последно. Фреските се обновени, да. Реставрирани се пред краток период. И иконостасот. И иконостасот, да, исто така. Тогаш е само реставриран. Само реставриран, не е менуван, истиот тој со самото градење на црквата, истиот иконостас. Немаме некои поголеми проблеми со фреските, тие се добри, во добра состојба. Самата црква е цврсто градена од рамни плочи, кои што на времето било многу тешко да се изработат, да се направат. И едноставно кажано, црквата е во добра состојба. Сакам да ве прашам, реков 1871. Да. Од тогаш наваму не била палена, рушена, обновувана и така? Не, немаме информации дека е уништувана црквата. За среќа, да, фала му на Бога. Пошто знаеме дека тогаш во тој период имало такви случаеви, но фала му на Бога мештаните тогаш избегнале таква трагедија и автентичноста е задржана на оваа црква од самото незино градење. Како релативно млад свештеник, би ве запрашал дали имате сознание колку се венчавале крштевки се правило во оваа црква за селото Долна Чарлија во минатото? Па порано нормално, како и во секоја црква низ Македонија се вршеле повеќе тие обреди, повеќе венчавки, повеќе крштевки. Точно конкретен број немаме, но самите протоколи што свештениците порано ги заведувале, се случувале по околу 60-70 крштевки, се случувале по 20 на венчавки, што за жал сега тој број е многу намален. Тој број е многу намален, луѓето се иселуваат, остануваат по старите лица. Добро, ама и село Долна Чарлија има доста народ. Да, по последниот попис, 2022 мислам беше пописот, имаме 165 жители. Тоа се во 42 отприлика фамилии, куќи, активни семејства во селото. И за разлика од Горно Чарлија, кое е сосема празно, сосема запуштено село, селото Долно Чарлија, фала му на Бога, е поживо село. Активно село и во црковниот живот и во секоја добра област. Ова област. црква спаѓа во парохија Беранечка. Оваа црква спаѓа, да, во Беранечка парохија, каде што како парохиски свештеник сум јас. Колку села опфаќа Беранечка? Беранечка парохија опфаќа 7 села. Тие се селата Беранци, Српци, Чарлија, ако ја рачунам и Горна Чарлија, се веќе 8, да, таму нема веќе живот. Башерејца,
Ношпал, Горно и Долно Ардарци. А доста голема парохија. Добра е парохијата, е добра, активна, селата се живи, за разлика од некои други делови од државата. Очи уште еднаш за многу години денот. За многу години на помош, фала ви на вашата посета и се надеваме дека до година пак ќе не удостоите со вашето присуство. Исто и вас. Не одвраќа ги твоите раби Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Молите свято Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, и же проповед Троица единосушная. Исаия ликуй, певай его чреве, и роди сина Емануила. Роза Тодевска, село Долна Чарлија. Роза, добар ден. Добар ден, добре дојдовте. Напомошна ни е денот за многу години. На помош да биде. Славите и вие со вашето семејство дома или цело село како што слави? Цело село како што слави. За здравје и спасение на семејството Тодевски, Така, така? так. И светецот Свети Димитрија. Свети Димитрија. Да. Роза, ти си тука родена? Тука сум родена, тука мажена. Тука си родена пред колку години? Тука сум родена пред 61 година, А мажена? пред 40 години. Да ти се многу години. Фала да сте здрави. и Си живи. имате семејство? Имам Дечиња? семејство, 2 чупина, мажени сега, со фамилии, сите среќни И весели. и весели нормално. Роза, ќе те прашам како било некогаш кога ти си се родила во ова село како дечиња? Колку дечиња имало во училиштето? Беше весело, само мојата генерација бевме преку 12 души, сега има 3-4, само сите заедно, 4 генерации. Толку, генерации. слабо. А порано беше? Порано беше полно, само мојата генерација имаше 13 деца, замисли 4 генерации, до четврто се учеше тука, после продолжувавме во Добрушев. Так, момчето ти од Долна Чарлија. Момчето ми е од тука, исто, од Ајде Долна те прашам, Чарлија. како се запознате? Па немаше потреба да се запознаваме, ние веќе се знаевме, да. Едно почна така, спонтано и така. Уште во рани млади години. Па во млади години, од 17 години јас кога бевме заедно, па до 21 се дружевме и ден после денеска и стапивме дај во Боже брак. уште многу години да сте заедно. Фала да си здрав и жив. Роза, нека ви е честит празникот. Фала, фала, исто и вас. Велико ме света Тројца Пресвета Тројца помага нас, велико ме света Тројца Пресвета Тројца помага нас, велико ме света Тројца Пресвета Тројца. И ще се молиме за здраве и спасение на челата Божи имињата. Гоце, Вера, Филип, Бога се фамилијата. Да ги спомне Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многу години на помош дај.